Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Во новото издание на Скопје Але одиме по нова приказна и нов соговорник, Тони Михайловски. Иако ќе речете родум од Куманово, но сепак според тоа што ќе ни го каже он во оваа приказна, тој е навистина комплетно скопјанец. Така, Тони? Молим? Браво! Are you talking to me? Најдобрата реплика на Роберт Де Ниро, така? Да. Да, Скопјанец каташ. Скопјанец? Да. Да, ќе раскажеме скопски приказни овде во Пилиста. Апсолутно. Колку што знам ја. Може. Ајде. Добра? Топ. Ти? Да. Шо навака? На смеење. Редовно? На смеење, у сабота редовно. Да. Блазнес. Редовно у сабота. Две работи се важни за почеток на овој интервју. Прво, како тргна моето патешествие до барањето на Тони Михайловски да биде дел од Скопје Але. Патешествие? Да, Драган Билогрлич во неделю му 2 каже една реченица која ми беше многу провокативна и интересна за нели патот. Вели како се доживуваш, го прашува Александар Станковиќ, како се доживуваш најмногу себе си како актер, како режисер, како продуцент и му набројува се. И тој вели ништо од ова, се доживувам најмногу као београѓанин. Да. Тоа е нешто што ме идентификува. Да. Кога те гледав тебе во 1 на 1, сега нели поздрав ако нели сме на различни телевизии, нема врска, во 1 на 1 Тони Михайловски вели кога те праша Жарен или дали се доживуваш како од Куманово или од Скопје, ти велиш многу повеќе скопјанец отколку кумановец. Па да, многу повеќе Скопјанец отколку Кумановец, затоа што во Скопје живеам веќе 35 години. Од мојот 56 годишен живот, значи 21 во Куманово, а останатиот дел во Скопје, сигурно сум повеќе скопјанец. Ми се родија 2 сина во овој прекрасен град. 2 прекрасни сина, ми се роди внук во овој град. Што сум јас? Така. А тоа ти се допаѓа оваа констатација на Драган Билогрлич дека се идентификува најмногу како београѓанин или ни требаат уште некои работи да смениме во нашево Скопје, па тогаш ќе бидеш да речеме горд скопјанец? Знаеш како, да, јас најмногу би сакал да се идентификувам како човек. И тоа е кандидатурата што ја имам поднесена најверојатно со моето раѓање. Мислам дека уште не ми е одобрена. Не сум победил на таа кандидатура, затоа што животот носи искушенија, па подклекнуваш или ќе се избориш или ќе победиш. Но да останеш човек, без разлика дали си скопјанец, београѓанин, прилепчанец, кумановчанец, охриѓанин, било кој, нели? Ако останеш човек, тогаш можеш да бидеш и скопјанец. И уште побаво ќе биде и Скопје и Куманово, што повеќе луѓе има во нив, нели? Во нив. Да. Има, види, некој француски поет, се надевам дека не грешам, живеел во Охрид, некаде во 16-тиот, 17-тиот век, нешто така отприлика, и се оцелил. Им покажувал фотографии, му биле и пријатели, 30-40 години му живеел во Охрид, и го прашале зошто се оцели од овој рај на земјата. А вика, кафезот е супер, ама птицата внатре е... Така. Мислам дека, окей, проблемот е до птиците. Кафезот колку и да е убав, внатре птиците исто треба да ја подржат таа убавина. Да, да бидат убави. Сега, да не бидам погрешно сватен дека ова е кафес, нели? Јасно е, да. Кафес во фигуративна смисла. Да, Скопје е единствениот град во Македонија по параметри на тоа што треба град да има, нели? Јас во шега знам да кажам дека другите повеќе личат на населени места, нека не ми се налутат. Меѓутоа, она е најрепрезентативното нешто. Најубавиот пак за мене е Охрид. Како некој бисер кој што... Како беше рај на земјата. Да, не можеш да го заобиколиш ако Така. зборуваш за Македонија. Мислам, не можеш да го заобиколиш, но еве Скопје станува поголем туристички центар од Охрид. Нели? Така е. Овој проект кој беше толку зборуван, нели, најверојатно го направи тој момент да Скопје има туризам 24 часа, не знам, односно 12 месеци во годината. Да. Така да го сакам Скопје, со Скопје сум од малечок, уживам во него. Долго време ми требаше да кажам за Скопје дека си одам дома. Да, и постои тој период на транзиција. Морам да бидам искрен, некој локал патриотизам глупав. Во секој случај, јас пред 2 години сменив лична карта.
Намистина, пред 2 си уште години. беше Кумановец. Да. И Аха. секогаш идев таму во Куманово да вадам документи, да гласам. Да. Оваа година прв пат Ке гласам во Скопје. нема да гласам во Скопје. Тони! Слушај, знаеш ли што? Од тоа што ми го кажа малку само пред овој разговор, многу инспиративно заради тоа што и јас сум била дел од тоа зелено пазарче и не се срамам од некои работи, заради тоа што постојат многу луѓе овде во наша во Скопје кои што сакаат да бидат само граѓани и ништо друго освен тоа, дека нели тие дошле од големото добро утро и тоа е тоа. Така е. Ако си граѓани или нели не треба да си на зелено пазарче, ама не како купувач, туку како продавач од другата страна. Ми рече дека кај титка ти си доаѓал и дека си отседнувал секое лето пред да дојдеш на студија во Скопје, така? Да, од Какво малечок. зелено пазарче памтиш? Што паметиш ти? Па, види, јас зеленото пазарче не е многу Не е изменето. многу, така Тетка е. ми беше овој главниот влез од ваму од кај булеварот. Добра. Првата тезга од лева страна, првите две Од тезги, лева, тоа добро. е Скопски пазар ги држеше тие тезги како фирма. Тетка ми живееше во Шутка, во Шутово Ризари, Загорка, Денковска, и живееше заедно со баба Мирадија, која беше ромка. Они живеа како мајка и ќерка. Буквално, така да, кога доаѓав тука во Скопје, знаеш, една уста помалку за ранење на лето, ќе се прати, пошто ја и брат ми двајца, ќе ме пратеа мене кај тетка ми, мене ми изгледа баба Мирадија. Кога ќе кажев на училиште како се вика баба ти, се вика Мирадија, а ти си ром, ма не, викам, не ми е она баба, ама она ми е баба, како да ви објаснам Она ми е дека баба. Баба, Како баба, баба. да. Не ми е по крв баба. И ме носеше со неј за Сабајле у 5 саат ке дојдевме тука, ке ме оставеше кај магацините. Магацините беа онда на страната кај што е паркингот, Добра, кај знам. позади рибарниците, Да, нели? знам каде. Го памтам најраздвиженото место најверојатно у Скопје, најголемата галама најверојатно у центарот на Скопје. Некој поинаков живот и кога ќе излезевме до трафиките да купам стрип некој, овие што беа на автобуската. Да. Таму имаш некоја друга, автобуси, галами, луѓе, ваму имаш некој джагор, некој смење, некој расправија. Ги паметам оние што ги носе оние тинктури со мастило, ќе те испрска, па има таа една средство вода, демек ќе го снема мастилото. Да. Леле. Скопје го памтам на камени мост, дебелиот Чичко, кој што имаше прасенце, она како се вика водено прасе, морско прасе, миш бели среќу дели. Имаше пликоа, тоа старите скопјани треба да го знаат, например Трифун Костовски. Не. Се шалам, се шалам. Почна, добро. Ако почнам ја да се смеам, ништо од емисијава, Не. то не. Нека не ви замери господинот. Добро. Тамара, со цел респект, нели, Тамара. Миш бели среќу дели му даваш, не знам, 5 динара, динар, пола динар, 2 банки, не знам Добро. колку беше, или една жолта банка и он, тоа мрмутчето малечко, ќе извади едно плико со забите и он ќе ти го прочита, тоа беше као оние кинески колачиња, нели? Во Вардар е мрмутот, внатра. Човекот на мост стои, Добро. држи кутија пред него, кутија. има пликоа многу и тука е малечко морско прасенце. Мурско прасенце малечко. Бело, нешто и викаше миш бели среќу дели. Добро. И ти ќе му дадеш една жолта банка, и он ќе му ги даде парите на ова, ќе ги земе тоа, ќе ги стави парите и со забите ќе ти извади едно пликце, ќе ти го даде пликцето. Ти си среќа читаш што имаш за денеска, ќе добиеш лото, ќе се ожениш, ќе имаш 3 деца. Колку пати си добил лото и си се оженил тамо на тоа? Ни еднаш, а се оженив 2 пати, Не, ама не а се таму сеќавам не? дека таму нешто ми се падна такво. Поинаку ја разбрав приказнала. Добро што Да. не разбрав дека Скопје го имаше најубавиот Луна парк, најубавата зоолошка, единствена зоолошка во Да. Македонија, нели нормално? Мислам во тоа време, не знам кога се направени тие другите. во Битола не знам кога е направена таа. Ја не ни знаев дека Да. во Битола имало зоолошка долго време. Скопје навистина од секогаш за мене бил фасцинантен. Имало градски автобуси што ние тоа не знаевме како изгледа. Имаше булевари што во нашите градови го немаше, некои мислам дека се уште немаат булевари. Ајде се вратиме малку на тоа зелено пазарче. Што продававте? Што продава? И ти беше дел од процесот на продажба, така? Овоше зеленчук, граф, кикирики, Аха. банани, портокали, се што тоа фирмата, нели, Да. нормално. Што значи тоа пак за некое дете, нели собраните искуства веројатно и не знаеш како ни животот те носеле, ама веројатно тоа ти помогнало нешто во градење на некои ликови.
Може би не си сега од оваа перспектива не си ни размислувал. Не, сигурно дека како некој искуство стои тоа кај мене, Да. она што знам дека ми помогна дека ми ја поправи математиката, множењето, собирањето, Да. делењето. Да. Такви работи просто се изненадував од себе си затоа што тетка ми знаеше да ме остави под нејзин надзор тука, да работам, да мерам, да враќам кусур, да наплаќам, да одам со количката да донесам вреќа кикирики, Да. кутија банани, што и да е, што треба за тезгата. Најверојатно на работна навика. А ти Тоа даваше што ја парички изгубив за по тоа? пат. А ти даваше парички по тоа? Како Секогаш, джипарлак? секогаш купував стрип. Аха. Значи, на крајот на денот купував по еден стрип. И имав голема колекција на стрипови, се додека мајка ми не реши да му ги поклони на братучет ми некаде околу 1500 стрипа, Виж нешто. да те праша? Показна затоа што попуштив на училиште, да. Каква казна. Се извинувам, да. Мислам, несвесни у тоа време дека сега тие може би вредат некое богатство. А не само тоа, Небитно него тоа, богатството мене е, ми, да, беше мене ми е богатство. тоа емоцијата, Така е. што мислам до ден денеска знам да се земам стрип политикин забавник. Аха. Кога сум во Белград на снимање обавезно секој петок купувам политикин забавник. И те враќа на Па убаво ми најубави е, спомени. онака, уживам во тоа, да. Променете политикин забавни кога сме веќе кај него? Не, скоро па се е Скоро па задржано се е исто, да. Скоро се е исто. Можеше И тоа е многу работи убавината. да се научат. Па од тоа беше политикин нашиот забавни. Google. Така е. Тоа беше нашиот интернет. Така е. Ние немавме интернет во наше време и така дознававме. Се уште се, дали сте знаеле дека, Да. верували или не, на Кирби. Да. Такви работи. Приказните во средина нормално си ја третираат својата нивни историски приказни, што е многу убаво. Сигурно дека недостасува еден таков, нели, печатен медиум овде кај нас, но мислам дека е доцна. Доста се сетим, а? Да. И сега кога дојде на студии, беше кај твоите роднини или зема стан? Не, во Скопје? земав стан во Скопје Да, на да. Јаја Паша. Да. Не можеше подобро место да На Јаја Паша, улица Цветан Димов. Цветан Димов. Цветан Јаја Паша, Димов. Цветан Димов. Првите згради веднаш после тој трговски, после џамијата нели се направи еден трговски сега. Добро. И тука има едни Чаирчанка стари трговски, згради карши така? школото. Чаирчанка, Чаирчанка, мислам Добро. дека Чаирчанка. Малиот тој трговски? Малиот. Кај што е Одма близу веднаш- улицата? Да, одма после Јаја Паша на Добро, џамија. јасно. Да, тука имав, тоа ми е првиот стан. И така, после Сам тоа беше во него или имаше Не, некој? цимери од Цимери. Куманово бевме Да. 3-4. Аха. Дури синот на газдата беше во еден период со нас, па си отиде човек. Детето не можеше да издржи најверојатно. Што правеа кумановци во Така. Скопје во тој период? После тоа Кумановци па ништо. Главно се собиравме по станови и пиевме вино. Игравме карти, јамп, не знам, флеш, имавме едно со 6 коцки, ние го игравме. Тоа, некој работеше некаде за да си помогне за студии. Работеше нешто? Да, работев како не од секоја, работев во фотокопирница прво. Тоа ми беше првата работа во Скопје. И Значи, тоа е само да ги предизвикаме овие кои што ќе ти бараат улоги. тоа е дека она би- фотокопирница на би знаел Земјоделски. се за фотокопир. Како не? Сега машините се малце поинакви, но Така. ми требаат 10 на минути, Веќе нема сам, да. гајле, да. Ке влизаш што светнаш. Да, буквално се таму работевме кај Гоце Љушка Кумановец кој имаше па првата приватна фотокопирница на Балканот, она у Турска чаршија што беше најголемата фотокопирница позади Земјоделски факултет у Скаличките надоле и у Мавровка првата фотокопирница Чик дуќанот за кондори што беше, Добро. тука работев работи. во таа, да. Аха. Така да Се запозна со скопјани и скопјанки во од една друга дистанца Како не, или јас- тие таму не, најмногу беа фотокопирав најмногу Не, книги? студенти, таму идат така е, студенти. да. Меѓутоа тоа не беше, мислам, како да кажем, се запознаваш со твоите колеги на факултетот, тука тргнува пријателството и тие кругови се шират. Во еден период работев во дискотека Силекс, како келнер, заедно со Маја Вукичевиќ, која работеше шанкерка таму. Поздрав за Маја. Која го земаа Пиже, Мишко и Зеко да го држат. Да. Мишко Јелушиќ, Пиже и Зеко ја земаа дискотеката да ја држат. И Јас работеше работев келнер. келнер таму, да. Тогаш запознав многу луѓе. Така Тогаш е. ги запознав и луѓето, ајде условно кажеме, кои се бенчмарк на Скопје, нели, одредница, онакви битни ликови за Скопје, Кого запозна? сите. Сите. Од вратари до менаџери и нормално тука ги запознаваш луѓето од јавниот живот, затоа што и ти си, нели, кога ќе им кажеш дека си актер, Да.
веќе нешто играв во театар. Тоа ми се случи во трета година, мислам, на факултет која бев. Веќе играв нешто во театар, може Која имавме беше нешто прва исто. улога во театар? Тоа е скопска приказна. Првата улога во театар ми беше во Крик, играв умпрофорец. И зборував на англиски. И тоа професорот Владимир Милчин дојде на Скомрах и ме праша: "Ти знаеш да зборуваш англиски?" И викам: "Не." Мислам дека сум ја кажувал приказнава. Вика: супер, ќе ми играш еден умпрофорец." Баш Професорот секогаш бараше контра од тоа, да. И да ти даде предизвик, нели, да научиш нешто. Да научиш нешто. А од тие глумци што научи се? Од тие, имаш, веројатно секој доаѓаш од никаде, некој беа и од Скопје, нели родом да речеме од Скопје. Збориме за Силекс, дискотеката или зборуваме за актирството, зборуваме за факултетот. Да, факултет. Нели, да. Дали во твојата класа, да речеме, имаше Скопјани кои се правеа како оние од големото добро утро или не, баш беа сите отворени за да бидат Значи, вака сега, во мојата класа имаше еден Кумановец, имаше двајца Охриѓани, А па немало Скопјани? еден Тетовчанец, Добро. роден во Чешка, Добро, знам условно кој. кажано, мислам, Добро. да. Имаше еден Струмичанец, Аха. имаше една Врањанка, Ништо од прашање во чекај, не, имаше две Скопјанки. Имаше една Битолчанка и имаше едно Лесковац. Имаше една Југославија, се викало. Да, тоа Да. значи во мојата класа имаше Звездана Ангеловска и Маја Велјковиќ беа од Скопје. Мислам дека не грешам ако испуштам некого, нека не ми замерат. Да. Тоа е... А скопјанкиве подобро го знаеа Скопје од вие кои што бевте тука и поднаучивте нешто, кој во Никогаш они дискотека не се однесуваа према нас како да. демек они се од Скопје или од некое големото јаболко. Да. Добро утро што и да е супер, другари бевме. Напротив, кај Маја редовно идовме како класа да се дружиме после часови, на собиранка, на слушање музика, на такви работи. Супер, све ми беше во Скопје, крем де ла крем, значи најубави девојки. И тоа собрани стварно од секаде. Исто има некој друг дух дише во дискотеката, има некое друго ниво до 4,5-5 са бајле. Тогаш 5 веќе саат са бајле, се пушта чудна жена, беше Вера. сериозен си? Најсериозен? Тогаш Добро. беше хит. Чудна жена беше Вера. Тие која е тоа година? 90? Од 91-а, втора, Добро. така нешто. Добро. Се пушта чудна жена беше Вера. 4 кусур? И целиот тој принцезиците крема. И генетика си е генетика, нема врска. Мислам, ти стварно на Soldier of Fortune никад не си скршил флаша, разбираш? Мната на овој мната кој што сега е театар комедија, таму почна приказната твоја, така? Таму, да. Да. Па, уствари, приказната почнува овдека. Тоа е се мната. Аха. Тогаш не беше ова македонска опера и балет, сега национална опера и балет. А, во големиот зборуваме? Тука бевме ние, тоа беше главно, а ОЗТ-то драма беше и представите ги играше во стариот МНД. Инаку како една фирма бевме МНТ, Македонски народен театар, и во него имаше ООЗТА. Опера, балет, драма, филхармонија. Се заедно. Сите тие посебни, секој си имаше свој директор и еден управник на сите нив. И после тоа не разделија, ние отидовме таму, овдека остана само Македонска опера и балет со, нели, нормално филхармонија, додека не се направи оваа нова зграда. Да. И мислам дека сега сите се посебни, освен опера и балет, кои остануваат заедно во иста зграда. Зборувам во тој, можеби заради годините, мене тој МНТ, малиот МНТ, како да кажам, нели таа сцена која што е сега. Во тој МНТ, извини што ќе те прекинам, Катер, на времето кога ни е поклонета таа после земјата си барака, биле опера, балет, филхармонија и драма. Се заедно во тоа. Боже. Каде? Овие сега немаат место, а камоли тогаш. Не, зборувам дека на таа сцена сум ги гледала, да речеме, веројатно за мене сега, нели, во ова време веројатно се некои други представи кои што, да речеме, треба да се споменат, ама тогаш, не знам, Бура Барут, не знам, тие такви представи кои што оставија
белек, онаков баш. На Скопје заедно се. Нели таа приказна живееше и живееше долго време и Скопје со таквите приказни. На тој МНТ зборувам, не за мене никако ми се допаѓаше тоа. Па види, скопската публика има свој вкус. И зависно тоа кој театар, нели, што продава како репертоар. Ние центарските театри Абе, Тони! секогаш сме имале разбирање за овие театри по другиве населби што се. Приме се за провокација, секогаш тоа ми се допаѓа. Например, театарот од населбата Карпош. Шега на страна, да. Скопје има, мислам дека му недостасува уште еден театар. Мислам, можеби, не се лажам, али мислам дека му недостасува еден реален модерен театар кој би се скопски градски театар во кој што мултикултурното би се споило на едно место. Да. Целата таа ширеноликост на Скопје би се презентирала преку тој театар внатре. Значи зборам за буквално за секој шарено. Да. Затоа што еве а театрите пак треба да се погрижат да имаат квалитетна понуда за да ја довлечат публиката. Кога дојдовме ние да работиме во театарот во центар, се извинам. Многу слабо стоевме со публика. Театарот од населбата Карпош растураше во тоа време. Знам. Греф или Шприцер, чија си, ти рекол ми рече, болови во уво стари представи кои ги играа, кои ги одржува стварно. Јас мислев дека таму ќе се вработам во драмскиот театар. Така сакаш? Да. Мислев, некако овие улоги кои почнав да ги добивам во последниве 10-15 години, за мене беа непознаница, секогаш се барав себе си на полето во комедијата. А комедијата ја третираше драмски театар многу повеќе. Овде кај нас во центар, пошто ние центарски, имавме некој железен репертоар, кој што никој не доаѓаше да го гледа нормално. Да. Си го игравме им за себе. Значи, тогаш се случија Крик, Владе Милчин и Блажен Миневски. Ние се појавивме како генерација не приметија. Се случи женски прилог на ноќта, после тоа се Македонска случи. крвава кога? Подосна е тоа, да. И тоа е во опера и балет е правена. Се случи Буре Барут. Се случи ММЕ кој прв почна. Така е, да. И тоа беше континуитет, значи еден. Им ги земавте сите на оние од Карпош. И да, театарот од населбата Карпош некако падна во сенка. А ние центарците си го земавме пиедесталот што го заслужувавме. Кој неправедно ни беше одземен со години. Но не, шала. Шега на страна. Толкав е анимозитетот помеѓу двата театри скопски. Ти погледни сега колку Скопје е поделено. Ја не се сеќавам, а еве ако има некој нека ми каже дека МНТ и Драмски направиле копродукција некогаш. Заеднички нешто, проект. Срамот. Добро, не сте многу Мислам, големи да. за да направите некој обид. Па сериозно Апсолутно, сега. сигурно. Треба да почне од некаков Двата ансамбли колектив. се одлични, нели, Тие на се свој работувате начин. на различни апсолутно. начини, Така така е. е. Надворот. Меѓутоа, значи, никогаш не го споиле таа сила да покажат некој единство. Мене тоа ми е онака баш штета. Ајде, нека не е срамота, нека е штета. Да. Ама докажува колку е Скопје поделено, колку карпушани не се трпат со центарци, Така е. колку автокоманда не може со чаир, со бутел. Така да таа поделеност не е само кон ние што доаѓаме од страна, него тоа и во Скопје, се е територијално некој и е нормално. Буре Барут на првата проба кога дојдовме да ја работиме, Дејан Дуковски имаше напишано само 2 сцени. Сериозен си. И? Да, само беше сцената со Димитрие Добра. во кафаната и следната сцена со, мислам дека Аце Домалија. Добро. Аха. Да, со колата, која Да. за колата, која доаѓа да го барат малиот што ги удрил. Да ги прочитавме тие 2 сцени И? Дејан Дуковски седна допиша и после кога ги напиша сцените, почнавме да пробаме, некои се доправа На сцена. опат, на сцена. И беше, како да кажем, малтене представа пишувана според нас. Некако се знаеше кој ќе ги игра сцените што не се напишани. Како костур сигурно постоел и јас имав чуден процес за таа Буре Барут. Требаше да игра балерина Билјана Пашариковска требаше да игра. Аха. Што извинувам што ја спомнувам, може нема да. Биби требаше да игра таа улога. 2-3 недели пред премиера, мислам дека нешто
Дали Се ангажман во балет, нешто Аха. така. Не се преклопи нешто. И дојде Данче Георгиева. А. Георгиевска, мајде, Добро. на Перо Камиказа сопругата. сопругата, добро. И ние ја направивме таа улога за многу помал период од што обично ја Целиот, правиме, да. посебно и она, мислам што она улета девојчето тука и направивме една од повпечатливите сцени таму. Се бориме таму, секој индивидуално за себе мораше да се избори. Буре барот беше нашето лансирање, буквално еве на пиедесталот дека сме достојни да ги замениме, да речеме, нашите Карпош. предходници. Тие не ги ни спомнав. Мој, Што има нив да ги не... Знаеш како настанал театарот во населбата Карпош? не си, да сериозно. Дали знаеш како настана? Сериозно провоцираш дека после оваа емисија или ти веќе ова така ви е шегата вие со Тоа театарот? не е шегата, се надам нема да се наљутат. Добро. Затоа што на времето МНТ и Драмски си пуштале телеграми за секоја премиера. Добро. И ми се свиѓаат тие телеграми, као во смисла на вашите успеси се и наши успеси. Нашите успеси се само наши успеси. Така да, честито премиера. Супер ми се допаѓа тоа. Сега престанавме да го правиме. Но за жал тој анимозитет се уште постои. Шегата исчезна. Тоа е најверојатно страшно. Тоа е страшното, така е, да. Така да. За крај на оваа емисија, уште многу приказни можеш да раскажеш, ама емисијава се вика Скопје але але. Као навивам за Скопје. За каква Скопје навива Тони? Јас најавам за Скопје, кое што ќе го сакаат неговите граѓани кои живеат во него. И оние што ќе станат скопјани, да донесат нешто квалитетно во Скопје. Не да ги носиме лошите навики. Оние скопјани кои се тука родени, навистина да престанат да ги мразат оние кои што мораат да дојдат овдека, затоа што ова е заеднички град за сите нас. Скопје толерантно за сите, Скопје со убави фестивали, Скопје со чисти улици, Скопје со чист воздух, незагадено Скопје. Скопје со проект меѓу театарот од Карпош и театарот од Центар. Да речеме, Скопје со нов театар, нели? Скопје со Скопје на мапата на светската културна мапа, на светската туристичка мапа, како еден чист бисер, да го исчистиме Скопје пред се. Да го направиме уште поубаво место за нас за живење, бидејќи ете тука и внуците ќе останат најверојатно да ни Така е. живеат и да И како или почна ќе се враќаат. И како почна целиот муабет, како беше, нели не се чувствувам ниту како актер, ниту како, се чувствувам или би сакал да сум човек. Да сум човек, Да е Скопјанец сум, тоа Да. нема веќе дилема, Да. потекло од Куманово. Да, муабетот е дека веројатно сакаме сите или посакуваме Скопје во Да, кој што премногу убави повеќе работи луѓе. и нормално и други ми се имаат случајно во Скопје, да можам да кажам дека не сум скопјанец, дека уште сум кумановец. Мислам дека сум сега најмалку кумановец после овој период. И убаво што е така. Фала му на Бога. И мислам Скопје кој што ќе не прави среќни, кога ќе излеземе да прошетаме низ него во која е годишна доба да сме, ќе ни биде прекрасно или да се враќаме од негде со радост. Да. Такво Скопје ми се свиѓа. На сите, уште на Фуфо на времето се кандидираше за градоначалник, му предложив, ме праша што би сакал да има Скопје. Многу чудно му реков гробиште за домашни миленици. Да. Па мислам би сакал едно Скопје у кое што ќе има И гробиште за домашни миленици, кај што има преку 200.000 домашни миленици во Скопје. Нема кај да ги закопаат луѓето, нема како да ги стретираат. Скоро секоја метропола има. И би сакал Скопје да има метро. Метро. Да, зашто да не? За да станеме метрополис. Јас ти благодарам за овие насмевки прекрасни со се нешто што значиш. И нормално, Да. што помоце Скопјани. Се шего. Има еден колега Хрват, дојде у Београд да снима и Пеца Ејдус, колега глумец, покојни. Му вика, колега, како вам се допада Београд? А овој Хрватов му вика, па лип град, добар е. Али има многу Срба, зар не? Така да, као двајца кумановци, како ти се свиѓа Скопје? Па добар град, но има многу скопјани, нели?